Зази, Зина и планетата Земја. Здраво, другарчиња! Денеска ќе ви раскажам една приказна за Зази и Зина и за нивните доживувања на планетата Земја. Ним, како и на сите други што би дошли од некоја друга далечна планета, на Земјата се им беше непознато. Се им беше чудно. На момент им беше и смешно, но и страшно. Да. Тие требаше да научат како да се однесуваат. Особено сега, кога беа две. И тоа две мощни палави зазулчиња. А кој друг би ги научил како да се однесуваат и на што да внимаваат, ако не Биби и Боби? Се разбира. Леле, Зази, Зина, па каков е овој нерад? Навистина не е убаво да се растура, ниту пак да се земаат туги работи без прашање. Ама, вие не го знаевте ова, нели? Не ви се лутам, но еве, сега знаете и верувам дека нема да ви се повтори, нели? И така, Биби и Боби ги однесоа Зина и Зази на една подолга прошетка. Ајде да поиграме фудбал, а потоа ќе одиме да прошетаме. Зазулчиња полека. Ова не е баш фер, нели, Биби? Не, навистина не. Со топката треба да си играме сите заедно. Не е во ред да си играте вие сами и да не ни подавате на нас. Зази и Зина брзо научија многу работи за доброто однесување. Да ја одржуваат личната хигиена со секојдневно бањање и миење на рацете, лицето и на зъбите. Да се облакуваат во чисти алишта, да јадат пристојно и да ги споделуваат играчките и другите работи со другарчињата. Но набрзо излегоа надвор на улицата, а таму требаше да се внимава и на многу други работи. Зази, мораш да внимаваш. Мораш да внимаваш, да чекаш да се вклучи зелено. Еве гледај, сега е безбедно да се помине. Зази, кога нема пешачки премен, исто така мораш да бидеш многу внимателен. Да. Не беше баш лесно да ги научат сообраќајните правила, особено затоа што доаѓа од планетата Зас, која имаше многу поинаков сообраќај од оној на планетата Земја. Всушност, на планетата Зас воопшто немаше сообраќај, затоа што вселенските бродови си полетуваа и слетуваа од строго определени места. Таму немаше ни згради, туку само мали куќарки, а зазулчињата си живееа претежно во природа. И таму не беше загаден воздухот. Не. Сите ја чуваа природата и никој, ама баш никој не фрлаше ѓубре. Но, затоа кога дојдаа на игралиштето во паркот, имаа што да видат. Паркот беше полн со ѓубре. Ужас! Некој многу невоспитан фрлал ѓубре во паркот. Како? Не му е срам? Мора да откриеме кој и да му кажеме дека не смее да го прави ова. Ајде, другарчиња, ајде да го собереме ѓубрето. Сакате? Видиш што прават? Собираат ѓубре. Глупави едни. Слушај, другарче, не е убаво да се фрла ѓубре надвор од кантата за отпадоци, ниту пак да се навредуваат другите со зборови како глупав. Да, глупава. Еј, види го безобразен. Веднаш да се извиниш за ова што го кажа. Што се случи?
Ете, гледаш ли што се случува кога не си добар со другите деца? Колку беше неубаво тоа. Иако потоа момчето свати дека сгрешило, па им се извини на сите. А Зази и Зина научија дека не е во ред да бидеш злобен со другите, или да ги навредуваш, или пак да ги удираш. Не, а ако некому му направиш нешто лошо, ако му скршиш нешто или ако го повредиш, потоа треба да му се извиниш. Да, токму така. Тој ден Зази и Зина научија многу работи. Не им се допадна што планетата Земја, иако беше убава, сепак имаше сложен сообраќај, имаше голем метеж во градот, луѓето беа некогаш чудни, а и имаше многу врева. На планетата Заз беше многу помирно и беше прекрасно. Малку беа тажни оти, ми не достигаше тоа што го имаа на планетата Заз. Биби и Боби забележаа дека зазулчињата се тажни. А бидејќи беа многу умни деца, веднаш сватија во што е проблемот. Решија следното утро да им приредат едно изненадување. Да ги однесат на кампување во волшебната шума. Јеј! Колку беа среќни зазулчињата. Волшебната шума ги потсетуваше на планетата Заз. Беше чиста и незагадена, многу безбедна. Па во неа се чувствуваа слободни како птици. Таму останаа дури 2 дена, па научија и што значи да бидеш извидник, да палиш оган, сам да си подготвиш јадење и многу други извиднички работи. Довидување, другарчиња!